оделенски наставник при Основно училиште Кочарацин од Куманова. Преку ова видео имаме за задача да другаруваме малку со математика, односно нашата денешна наставна содржина е избирање и користење на стандардни мерни единици за време и нивни кратенки: секунда, минута, час, ден, недела, месец, година. Цели на денешниот час е да ги разбереме единиците мерки за време и да ги користиме за извршување на соодветни мерења. Потребни средства и помагала за денешниот час е тетрадка и прибор за пишување. Најпрво да се потсетиме малку од претходните оделенија, односно колку време ни е потребно да скокнеме, колку време е потребно за да напишеме домашна работа, колку време поминуваме во училиште, колку време треба да спиеме, колку време ни е потребно за да прочитаме една страница од лектира, се мисли на внимателно читање и читање со разбирање, колку време ни е потребно да стасаме до нашето училиште, во зависност од тоа колку е оддалечен нашиот дом од училиштето и со што патуваме. И минатата година бев трето оделение, сега сум четврто, колку време поминало. Секој дава индивидуален одговор, меѓутоа сметам дека нашите претпоставки се совпаѓаат. За да скокнеме ни требаат 2 до 3 секунди. Домашна работа пишуваме од половина до 1 час во зависност од тоа колку имаме зададено. На училиште поминуваме просечно по 4 до 5 часа. За добар и здрав сон ни е потребно околу 8 часа. За да прочитаме една страница ни требаат околу 10 минути. Да стасаме до училиштето ни требаат 15 минути. Од трето до четврто оделение поминало 1 година. Според овие одговори можеме да заклучиме дека за пократките активности ни треба помалку време, додека за подолгите активности ни треба повеќе време. На овој час ќе се запознаеме со основните стандардни мерки за време, односно нивните кратенки и нивно соодветно користење. На следнава табела, од левата страна ги имаме мерните единици за време, односно основни мерни единици, а од десната страна се дадени нивните кратенки. Па така, најмала мерна единица за време е 1 секунда и незината ознака, потоа 1 минута и незината ознака, 1 час и незината ознака. Значи, ова се основни мерки за време, нивните кратенки и ги запишуваме со мали латинични букви. Најчесто ги користиме за пократки временски активности. Покрај основните мерки што секојдневно ги користиме од часовникот, има и мерки за подолг временски период: ден, седмица, месец, година. Да се запознаеме со времетраењето на поголемите и помалите мерни единици. Па така, 1 минута е исто што и 60 секунди. 1 час е исто што и 60 минути, односно 3600 секунди. Едно деноноќие трае 24 часа. Една седмица трае 7 дена. 1 месец трае 4 седмици. Една година трае 12 месеци. Една деценија трае 10 години. 1 век трае 100 години. И 1 милениум на долгата мерка за време трае 1000 години. Од осега кажаното да размислиме за нашите секојдневни активности, односно запиши во својата тетрадка што можеш да направиш за 15 минути, за 2 часа, за 5 часа и за 5 секунди. Се надевам дека исто така претпоставките се индивидуални, меѓутоа дека се совпаѓаат. Одговор на вежба 1. Например, за 15 минути можам да појадувам. За 2 часа можам да подготвам колач, во вашиот случај со мајка ви, баба ви, значи некој од возрастните што е дома. За 5 часа можам да присуствувам на часови по распоред. За 5 секунди можам да сипам сок во чаша. Вежба 2. Колку пати се содржи помалата во поголемата мерна единица? Односно, колку секунди има во 4 минути, колку секунди има во 10 минути, колку секунди има во 1 час, колку минути има во 1 час и 20 минути, колку секунди има во 6 минути и 10 секунди, колку часа трае едно деноноќие, една седмица колку дена има и една година колку месеци има. Одговор на вежба 2.
4 минути е исто што и 240 секунди, 10 минути е исто што и 600 секунди, 1 час е исто што и 3600 секунди, 1 час и 20 минути е исто што и 80 минути, 6 минути и 10 секунди е исто што и 370 секунди, едно деноноќие трае 24 часа, една седмица трае 168 часа и една година трае 12 месеци. Како домашна работа на денешната настана содржина имаме неколку задачи кои што треба да си ги препишете и самостојно да дадете одговор. Првата задача вели под А, колку години, месеци и денови имаш денеска. Под Б, кои месеци имаат по 30, а кои по 31 ден. За ова може да ви послужи и годишниот календар, каде што за секој месец пишува колку дена има, освен што февруари, знаеме од порано, дека има 28 дена, а секоја четврта година, односно секоја престапна година има по 29 дена, додека кај другите месеци бројот на деновите не се менува. И под В, ако еден фудбалски надпревар трае 90 минути, колку часа ќе траат 4 надпревари еден по друг? И задача 2. Матеј оди на тенис 2 пати седмично, тренингот трае 1 час и 30 минути, колку часа Матеј тренира тенис во текот на 2 седмици? И под Б, Богдан учествува на надпревар по математика, надпреварот трае 1 час и 15 минути, Мартин го завршил тестот за 1 час и 5 минути, колку секунди останале до крајот на надпреварот? Ова го оставам на вас да размислите и се надевам дека точно ќе одговорите на бараните задачи. Ви благодарам за вниманието и се надевам дека ви помогнав да ги разбереме мерните единици за време.